Значи, ептен сум срекна што не дозволија да одиме на водно. И јас. Мене одвај ми пуштија. Мене вакви работи не ми се дозволи, не знаете веќе. Па и времево не се погоди. Ама малце е жешкичко. Ајде да одиме, дечки. Ви рекол дека тука се чека. Ги слушна во како се договарат. Без нас ке одаре. Како да не? За ова треба да бидат казнети. Казнети, ја? Дечки не се на... Кој? Озите. Што? Тука се? Свртете се позади кај лупана. И тие се? Кој им кажа да дојдат тука? Јас не мене ми е забрането да бидам туши баба. Ке ни уништат екскурзијата ако дојдат со нас. А сега што ќе правиме? Мислам дека не видови со плашија. Епа, треба да се уплашат. Абе, не се способни ни еден план да направат како што треба. Ајде име кај нив. Се правите дека не гледате, а? Што барате тука? Мислите дека другарски вака што правите? Абе, вие не разбирате дека со вас никаде не сакаме да одиме? Никаде! Ние уништивте минатата екскурзија. Па сега решивте сами да одите, а? Нема да може така. Нема сте биле безобразни. Оставете на рад, уште и пиштол на диаболеноста. Што? Мене не ми е дозволено да бидам во близина на оружје. Мразам пиштоле. Девојчиња, вие ќе се качувате или ќе седите тука? Ако се качувате, ајде, ако не, не ми правете само гужва овдека, ајде. Ама тука нема гужва, нема никој освен нас. Девојче, ти ќе се расправаш сега со мене, или качи се или не се качувај. Да, ќе одиме. А работи шичарата? Па работи, ја исклучив дека немаше луѓе, сега ќе ја уклучам. Гледате дека е забрането телефон. Ајде, ставете ги телефоните во кутијата.
Од кај па тоа не сме телефони во жичарница? Прв пат слушам за ова правило. Не ти е познат човекот? Зрачењето од телефоните му смета на електронскиот систем на жичарата и може да се заглавите. Затоа дајте ги телефоните. Јас пред некое време се возев и никој ништо не ми каже за телефоните. Девојче, ова се протоколи, значи овие правила важат од 30 август. Еве си, види си под 10 број. А може само да ги исклучиме телефоните? Да ги исклучите и после кога ќе влезете во кабината, пак да ги вклучите, нели? Ветувам, нема. Не ви верувам. Јас ќе бидам во кабината позади вас, ќе ви ги давам горе. Ајде. Мојот телефон ќе остане со мене. Ама и ти ќе останеш овде. Ајде. Ајде, дај ми го. Што се замислуваш ти? Ајде, излегувај од редот. Излегувај за тебе екскурзијата, заврши, излегувај. Излези од редот. Поважно не да се качиме, знаеш. Излези од редот. Еве ти го мојот телефон. Сакам да знам кај ќе ги однесеш. Ќе ги качам горе, нели ви реков? И да си ја преоспитате другарка ви. Бисера, остави го. Најважно е сите заедно да останеме. Ајде бе дечки, ќе издржиме пола сат без телефони. Јас ни 5 минути не можам да издржам без телефон, а не па пола сат. Сега ќе треба и храната да ми ја дадете, затоа што храна е забрането во жичарата. Како мислите храната? Така, сендвичи, смоки, чипсови, сокчиња. Знам дека носите нешто, ајде. Девојче, ти не разбираш дека ова се нови протоколи. Глупости зборувате, мајка ми е лекар И што, мајка ти е жичен лекар? Шичен. Лекар на жичара? Јас сум овде и жичар и лекар и ајде ставајте, ајде. Ти мислиш јас вашиве лигави сендвичи сакам отворени сокчиња? И мене тоа ми е работа, наредба си е наредба, што да правиме, протокол. А зошто вие не сте во куќаркава тука, туку стоите надвор? Ајде да се запрашаме, де. Протоколи, девојче, протоколи, не се разбирате, значи ништо од протоколи, доста ме нервирате веќе, значи 3 вечери не сум спиен, 3 смени работам, колегата ми е на одмор, уште вие ми фалите овдека. А што вие и навечер работите? Па работиме, бе, девојче, работиме, протоколи. Протоколи. А што ако некој ги земе? Како ќе ги земе, девојче? Значи ви реков, ќе се качам во кабината позади вас, ќе ви ги донесам горе. А како може вие да ги качите горе телефоните? Значи, девојче, овие се специјални кутии од француска галактичка програма. Како мислите галактичка? Галактичка, де? Ништо не пропушта. Во вакви кутии во Франција астронаутите носат храна во Вселената. Не е точно, баба ми има таква од пазарче. А што, баба ти астронаут е? Не, А французинка е? не. Па зошто ја пуштате тогаш сама на пазарче, да глупости купува, значи ставно? Што има врска, какви глупости? Па така бе, девојче, глупости, глупости. И јас не сум за тоа, ама протоколи, што да правиш, од горе ми јавуваа тебе. И мора да завршам работа. Чекајте ме овде, одам да ја пуштам жичерата, веднаш се враќам. Дечки, мене ми се оди до тоалет. Оф, и мене. И јас ќе дојдам со вас. Ајде. Ама мене многу ми беше познат човеков.
Абе, тебе защо ти е пиштолот? За да пукам чавки. Ама гревате се. Не бе се зидам, си пукам во мета. Дечки, го видовме. Кој? Жичерот бегаше со нашите телефони и сандвичи. Ајде! Шефе бе, јас сум, шефе. Каде ти си? Кај си до сега умрев за јаде? Еве, Зема ни нешто. ти носаме сендвичи, чипс, грицки овие. Овие другите ми се. Чекай. Ја. Со шунка има? Има едно 10 телефони ти носам. Чекай да каснеме. Со шунка, со шо се... Не знам, шефе, не проверив. Шо бе не провери? Шо не провери? Не знам, извини. Абе, све сам да правам, бе. Дај сега. Кај ти е со шунка, кај... Ајде, најди со шунка. Ово изгледа. Шо бе, овој. Имам план. План? Глупости. Ако не фатат, готови сме. И вооружени се. Што е ова, бе? Што е ова, бе? Марула, бе. Да не Ти од некој шо на? На, ти да си гледаш. Од некој женски ти некој на диета шо биле си земал. Држ. Да. Епа на, јади. Уствари, чекај ме, може ќе ми се најде. Па ја имам пиштол. Твојата играчка во спореба со нивниот за гагање во хартија на мета. Ама јас не сакам да си играме со пиштоли. Знам, вие сте докажани плашливци. Ама ти многу зборуваш, оди си сама ако сакаш. Изгледа пак сме изгубени, немам појма каде се наоѓаме. Мириса. Добре, овојче. Ово е некој галактички. Ај ти да мириснеш? Доста ти. Шунка. Нели саламата? Што е? Продзирно. Ништо не знаеш да донесеш. Не бега, да мртов гладен достанеш. Шо овие? шефе. Овие знаеш дека се калорични, нека холестеролот ми се дига, Која човече. имаше, шефе? 3 дена не сум спиен. Абе, ја ли сум ти кришо не си спиен? Не. Ја ли си? Дај да видам телефоните, ајде. Е, Легни ти си. Ајде ти легни спи, ајде. еве имаше овој со аквариум овој. Шо со аквариум ќе гњурам ли? Женски. Шо е ова? Дај тие со грзнатото јаболко, тие се Имаше, скапи. шефе, еве во Кај? овој. Розен. Абе, ајде бе. Не бе, не. Тебе не те бива бе ни за ништо не. Па не сум спиен, шефе. Па што ако бе извини. не си спиен? За крадење спиење ли треба? И колку пати сум ти рекол тие очилата да не ги носиш ко бубалица да изгледаш? Добро, ама... Треба озбилен да изгледаш, да опасен да би рокон здравото. Имам еве црна маска земав. Шо црна маска? Ајде да видам како изгледаш со црна маска. Не научи тебе така се спие. Ушите како ма... Стефи, кажи го планот. Ма мене не се дозволено. Знаеме. Кај знаете? Мртов гладен си останав бе. Шефе, јас да си легнам. Може? Шо да си легнеш и ја да си легнам нова да си ставам вака и ова за перница ми е, не ми е за јадење. За шо да го правам? Глупости. Ти бе... Ајде, легнуј. Вади маската.
Шефе, ама ти си го зафатил цело кебе. Па ја ќе го зафатам, ти да не сакаш да го зафатиш цело. Па кај да... Мајка земја ти дал Господ. Ја на твои години бе, на лизгалиште имам спирено бе, сам со татко ти. Добро, шеф, Бог да добро. му душа прости. Ајде. Розеви телефони. Дај да каснам нешто да имам, па ќе ги продавам после за ичпари ќе ги продавам. Ај, сок ми се падна. Ама шо сок ќе ме оглади? Не руши бе. Не руши. Ќе не откријат. Само да знаеш. Доселе! Ето, древна ми, да? Смотане! Стефи, кажи го планот. Станај бе! Шефе! Абе, оси бе, шефе, шефе! Оси! Ставај очи бе! Ке не! Мама! Маска, шефе. Шуме маска! Алергичен сум. Абе, бе, че како са алергичен! Јес, дечки, ги решивме. Леле, ми текна од каде го знам жичарот. Тој не возеше во автобусот на минатата екскурзија, што го касна оса. Да, бе. Ама тој беше алергичен на оси. Дечки, може да умре. Викајте брза помош. И полиција. Јас на мама ќе севам. Ајде, дечки, по телефоните. Ало, полиција, сакаме да пријавиме кражба. Дечки, ета мајка ми, јас треба да си одам. Ете ги моите. Аха, еве, добро, ја видов колата. Сега само да се поздравам. Среќа докторите од брза помош ги спасија. Да, сварно, како беа искасени како бумбери. Како може така да им зборат на полицајците? Мали им биле платите, па морале да крадат. Сега нека си крадат во затвор. Нели ви реков дека ми е познат од некаде? Да не бевме заедно, немаше да успееме. Дечки, ми текна една идеја. Што велите да отвориме агенција за мали детективи? Супер идеја! Значи сега вака ќе се договориме. Треба да тргнеме.